Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne križi se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Te sakam, Isuse. Ti blagodaram. Ti blagodari me, Gospode Isuse Hriste, za tvoja ta ljubav, za tvojat mir, Tatko naš koji si na nebesata. Da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja kako na neboto, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што им ги простуваме и ние, како што им ги простуваме. Запомнете го овој збор простување, глагол, дејство, реален момент. Не е само во умот, мораш да простиш, за и тебе да ти биде простено. И ние на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, помогни ни да не останеме во искушение. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Другиот момент е покајување, да се покаеш, оди и не греши повеќе, за да не те снајде уште нешто полошо, оди и не греши повеќе. Тоа е тој момент. Еве сум овде во македонскава земја, во Ар-Македонија, како ми пише овде, нема таква Ар-Македонија, тоа е во Израел. Ние зборуваме за духовна Ар-Македонија овде, Македонскиот полуостров, каде се ништи поимот човек, каде сака да се избрише македонецот кој велеше дојди во Македонија и помогни ни, Господе Исусе Христе. Те сакам, Господе Исусе Христе, останувам во Твојот мир и во Твојата љубов. Оди и не кажувај никому. Овој стих не поведува, Исус го кажува еднаш два пати и други луѓе почнуваат да го кажуваат, да го разбереме што е ова. Треба ли ние да молчиме за Исус? Треба ли да се срамиме да не кажуваме за Исус? Треба ли Исус да си остане под поклопец свекникот? Или треба да разгласуваме од покривите гласот на оној што вика во пустината? Значи, израелците сакаат да го убијат Павле. Кај сте ве јунаци? 40 мажи даваат клетва да не јадат, да не каснат ништо додека не го убијат. Едно момче ги слушна, пазете, внимавајте, му кажа на заповедникот и тој му вели на момчето, заповедникот, што го чуваше Павле е во затвор, уапсен. Никому не кажувај дека си ми го кажал ова. Дела 23, 12, 22. Видете, да не кажуваш нешто за добро е едно, пазете, но сепак ние мораме да ја спознаеме вистината и да зборуваме. Исус исцелува лепрозен човек. Одиме понатаму. Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш, му вели лепрозниот. Исус вели, сакам, очисти се, и потоа му вели, оди и покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистување твое, како што одредил Мојсей ним за сведоштво, Лука 5, 12, 16. Ним за сведоштво на тие што мислат дека се свештеници и што го распнаа Исус, подосна ќе го распнат, но веќе го распнаа. Внимавајте ние да не го распнуваме Исус со тоа што се откажуваме од Него, внатре во себе си. Пред тоа му заповеда да не кажува никому, само на свештеникот. И ние ќе дојдеме зошто Исус го вели ова. Друг препев.
Исус му нареди никому да не кажува, туку да оди право кај свештеникот, за да биде прегледан, а потоа да принесе жртва согласно со Мојсеевиот закон, како сведоштво за другите. Значи, сепак тој принесува жртва како сведоштво за другите, да каже зошто правиш ова, па затоа што ете некој Исус ме исцели. Лука 5, 12, 16. Те сакам, Господе Исусе Христе. Нов пример. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. И никој не може да вели татко, татко, освен преку Свети Дух. И кога ќе дојде Духот, мене Исуса ќе го прослави, нема да славиш било што, да носиш насликано дрво низ улици, да мислиш дека е тоа христијанство. Исус на Јаков и Јован им се покажа, на Јаков и Јован во својата духовна природа. Внимавајте. Лицето му болсна како сонцето, од облеката му стана блескаво бела, Матеј 17, 1-3. Им ја покажа својата духовна природа. Исус им вели, еве го моментот, не кажувајте му никому за ова што го видовте, се додека јас, Синот човечки, не воскреснам од мртвите. 17.9, затоа што кога ќе видат луѓето чудо, ќе навалат сите за исцелување. После Лазар тргнаа сите, кога го воскресна Лазар и дознаа сите, цел народ дојде да биде исцелен. Поентата не е да си исцелен, туку да се покаеш, да го оставиш стариот човек и да примиш нов духовен идентитет. Тоа е целата суштина и тогаш ќе доживееш свет целив. Не кажувајте никому за ова што го видовте, се додека јас, Синот човечки, не воскреснам од мртвите. 17.9. Одиме понатаму. Петар и Јован се во затвор, оти го учат на народот за Исус. Народен совет од управници, старешини, вероучители, првосвештеници во Ерусалим. Еве што решија. Видете, тие направија чудо, нели се исцели еден човек и народот гледа дека тука е Божијата сила. Што да правиме со овие луѓе, додека во нивните синагоги само се зборува, а не се извршува. Не се извршува љубовта. Што да правиме со овие луѓе, големо чудо се случи преку нив и тоа на сите во Ерусалим им е познато, тоа не можеме да го порекнеме. Но можеби можеме да го запреме, да ги запреме, пазете, да го шират тоа учење меѓу народот. Ете што сакаат тие, да им забраниме никому повеќе да не му зборуваат за Исус. Дела 4.1. Слава ти Господе 17. Ете што сакаат тие, да си тераат своето учење, квасот фарисејски, да си тераат мртва црква без дух, да си живеат по својата волја, царството, силата и славата се нивни, избран народ, да си верглаат некои дела, народна култура. Дела 4.1.17. Одиме понатаму, ги повикаа апостолите внатре и им наредија ништо да не зборуваат за Исус, ниту да поучуваат во Негово име. Видете? Но Петар и Јован им одговорија, сами проценете дали Бог, Таткото, ќе се согласи повеќе да ве слушаме вас, отколку Него. Не можеме да молчиме за она што го видовме и чувме. Дела 4.18.19. Така да исто кога ќе нешто ми објаснуваат луѓето, јас не одговарам пред вас, јас одговарам пред мојот Татко Исус Христос. Што сакате вие правете, ќе претрпам се. Ќе оставам се. Немам каде да одам. Не сум од овој свет. Јас сум од озгора, вие сте од оздола. Јас сум припадно собственост на Господ Исус Христос и Таткото Небесен. И што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата. А се што ќе разрешиш на земјата, ќе биде разрешено и на небесата. Си сврзал овде непростувања, гнев, осуда, сврзан си на небесата, си простил, не осудуваш, си препуштил се на Исус, си му го дал срцето, примаш сила да победуваш со љубовта, да победуваш со љубовта, да победуваш со трудникот. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Христос. Да, Матеј 16, 19, 20, Марко 9, 9. Ако го слегуваа од гората, значи им се покажува таму, во својата духовна природа, на Петар и Јован,
кои беа таму тројцата, те сакам Господи Исусе Христе, на Петар и Јован. И сега, и тој им вели вака: а кога слегува од гората им заповеда никому да не кажуваат што виделе, преображение им се преображи, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. За да не тргнат тие веднаш да бидат исцелени, значи поентата е да го оставиш стариот човек, да умре стариот човек, стариот начин, да се покаеш, со срцето да разбереш. И го задржаа тој збор, прашувајки се еден со друг, што значи тоа да воскресне од мртвите, 10 стих. Тоа е добар момент. Што значи тоа? Што значи тоа? Те сакам Господе Исусе Христе. Те сакам Господи Исусе, Синот човечки. Слава ти, Исусе. А вие што велите, кој сум јас? Ги прашува Исус. Петар одговори, рече, Христос Божи. На друго место, овде не е тоа во Лука. Тој им вели, тоа Духот ти го кажа, блажен си ти. А Исус строго им заповеда никому да не кажуваат за тоа. Лука 9, 20, 22. Значи, се додека не воскресне, се додека не биде прославен, им велеше не кажувајте. Секако кој ќе кажеше не кажувајте, освен на оној што им кажа на свештениците и принесе дар, разбра цел народ. За Лазар што да им каже, разбра сите. Го видоа Лазар. Делата зборуваат. По делата ќе ги познаете. По делата се познаваат. Имаш ли дела на љубовта во Исус Христос или само си верглате адети, обреди, стихови, мртви стихови, затоа словото убива, а духот оживотворува. Исус им се покажува на Петар и на оние кои беа со него во сета слава. Тие слушаат глас, овој е мојот возлюбен син, не го послушајте го. А кога се чу тој глас, Исус беше останал сам. Значи ги видоа Мојсе и Илија за да видат, за да поверуваат, и тие премолчаа и никому ништо не кажаа во тоа време за она што беа виделе. Лука 9, 32, 36. Значи тие молчат, го слушаат Исус заради. Учениците молчаа за овој во тоа време, никому не му кажуваа за тоа што го виделе. Тоа време пред воскресението, за да се случи воскресението. Дали денеска се случи воскресението? Дали тоа време е поминато? Петар уште се одрече. Пазете, со петелот до 3 пати. Штом не зборуваш, се плашиш, немаш сила, немаш Дух Свети, не можеш да го прославиш Исус и тој да се прослави во тебе. Без Дух ти секако не кажуваш никому. Имаме такви моменти. Првата работа во војската молитвена сотрудници беше да почнат јавно да зборуваат за Исус. Така ќе примиш сила. Кој ќе се откаже од мене пред луѓето, и јас ќе се откажам, вели Таткото Небесен Исус Христос, пред Него, во горе во Царството Божие. Кој ќе ме прифати, ќе ме посведочи. Немаш доволно сила да не кажуваш никому, немаш вера, немај љубов, не си го примил Исус во срцето, се уште живееш во старата природа, бесилен си, немаш дела, немаш што да принесеш на жртвеникот, плод достоен за покаяние. Е победа во Исус. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Јован 14:35. По делата ќе ги познаете. И дали имаш дела, тие велат, не треба ништо да правам, влегол сатаната ги излажал. Треба да работиш за Царството Божјо. Се сеќавате, тие стојат пред лозјето, а Исус им вели, што правите овде? Па стоиме. Што стоите? Чекаме. Што чекате, бе, луѓе? Па не знаеме што да правиме. Како чекате, влагајте во лозјето. Кој е тоа лозјето? Па лозјето е твојот живот, синко. Излези од вратата, дома, родители, роднини, пријатели. Зборувај за Исус. Ако не му зборуваш, немаш сила. Најди некоја црква каде што ќе примиш сила, каде што имаш жива вода, како на пример Радио Свети Дух. И тој да се прослави во тебе. Штом не зборуваш, немаш сила, немаш Дух Свети за него да го прославиш. И тој да се прослави во тебе, без Дух ти не кажуваш никому, секако. Немаш доволно сила, вера, љубов, по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици. И љубов кон Исус немаш. И делата негови, што ги направил за тебе, да ги посведочиш ти, одиме понатаму, и ни заповеда да им проповедаме на луѓето, ова е цитат, ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија над живите и мртвите. Дела 10:42.
42. Значи, ние имаме заповед. Ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека Исус е од Бога определениот судија над живите и мртвите, дела 10:42. Затоа ние не треба да судиме. Значи, ние имаме заповед да сведочиш. Сите пророци сведочат за тоа дека секој што ќе поверува во него ќе добие простување на гревовите преку неговото име. Тоа е име Исус Христос, дела 10:43. Велми упреку имаме заповед за сведочење, да бидеме светлина на свекник на светот, глас на оној што вика во пустината, разгласувачи од покривите, гласноговорници на Исус Христос, да бидеме живи камења на неговата црква. Одиме понатаму, која е духовна, не е градба телесна, таткото не живее во ракотворни храмови. Еве стихови, кој пази заповед, тој не доживува никакво зло. Значи, заповед имаме да го шириме Евангелието, да сведочиме за него, зашто срцето на мудриот знае и време и наредба. Заповед, зашто за секоја работа има свое време и свој суд, а човекот го обвинува неговото недело. Проповедник 8:5-6. Не си сработил, не работиш. Нехи вика двајца синови, едниот му вика, оди направи тоа, па не одам, не, и отиде. Од другиот реки, ќе одам и не отиде. Видете, човекот го обвинува неговото недело, не извршуваш. Говората не извршуваш. Што не извршуваш? Па љубовта Исусова. Значи, дали сакаш да кажеш некому за тоа што направил Исус за тебе, или не сакаш да кажеш никому? Сакаш да кажеш дека Исус ништо не направил, ти сам си направил, па може сам си се исцели. Луѓе имаат сведоштво и молчат, врзана им е устата, немаат сила и нема да биде добро за нив. Времето за не кажувај никому истече. Помина времето, Исус воскресна, време е да се прослави во тебе, низ тебе, во твоето срце, во твојата душа, насекаде. Време е да го прославиш ти, да видат дека го живееш Исус. Пораката е оди и разгласи секому. Тоа е пораката вистинска. Одиме цитат. Еве веќе 23 години доаѓа до мене Слово Господово, слава ти Господи Исусе Христе. И јас од рано утро, како овде во Маврово ви зборував, но вие не ме послушавте, зборував за тие што не послушаве, не го наклонивте увото свое за да слушате, вие не ме слушате, не ме послушавте, вели Господ, пазете како слушат. Еремија 25:3-7. Дали го слушаме и разгласуваме зборовите Исусови? Или си ќутиме ние, јас и ќуту си живею по свој. Еве стихови. Соопштете и разгласете меѓу народите, подигнете знаме духовно како Радио Свети Дух Македонија, објавете, не криите зборовите, објавете, не криите ги зборовите. Вавилон падна, Исус воскресна, време е да се разгласи Еремија 52, да се разгласи благата вест. Ете, така се работи за Царството Божјо. Отимаме заповед да проповедаме, да сведочиме, да соопштиме за Господ Исус Христос. Пораката не е оди и не кажувај никому. Сосема спротивно е оди и разгласи секому, да се проповеда ова Евангелие на целиот свет за победата во Исус Христос над паднатиот грешен свет. Господе Исусе Христе, и денеска и довека, Твојата сила да не преплави сите. Ти го давам срцево, да го исчистиш, да се населиш во мене за навек, да ми го исчистиш умот, Ти да ме водиш во Духот Свети, да бидам роден во вечната љубов, од десната страна во силата со мечот на Духот. Ги раскинувам сите пранги, што Сатаната ги фрлил врз мене, врз се што имам, семејството, имотот, заедницата со трудници, врз македонскава земја. И велам не за Сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас, во македонскава земја и насекаде.
Бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос не враќај се повеќе. И денеска ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите, страдањата, над секое зло во моето срце и душа, во се што имам во заедницата со трудници и во македонскава земја, од земјата до небесата, љубовта Исусова да не преплавува. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Исусе и само Исусе. Амин. Не луди се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, Татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се, во мене не мудрувај, остави се, љубовта вечна, во секое срце.